Талат Џафери мисли едно, иако Фројдовска грешка му се случила, па ја кажува вистината. На вистина имаат одговорност пратениците, а најголема одговорност, не велам дека немаат сите, но најголема одговорност, некој морална, но некој правна. И најголема е правната, најголема одговорност имаат оние 58-9 души кои се броја како 67 или 67 веќе не знам, и се обидоа да направат државен удар во Република Македонија. Во едно сценарио, во кој што накрај ќе имаме современа окупација на македонската демократија. Талат Џафери, ти немаш право, ама некој ќе ја направи таа комисија, односно веќе е направена. Се вика Уставен суд на Република Македонија. Ако и Уставниот суд, не дај Боже, брои мнозинство како вие внатре во собранието, има и други судови. И во земјата, и во Европа, и на други места. Македонија! 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 И уште една обмана од Европската унија, нашето ново најдобро другарче од Европа, Самуел Жбогар. Лошо литер на другарството со негово царство. Но Жбогар на средбата со Талат Џафери му порачал дека Европската унија очекува за брзо време да биде формирана влада. Добре, ние очекуваме не за брзо време, туку моментално Европската унија да престане да признава незаконски председатели на собранието. Европската унија веднаш мора да престане да легитимира кршење на устав. Европската унија во истиот момент бараме ние граѓаните на Република Македонија да престане да легитимира луѓе кои сакаат да спроведат модерна окупација на оваа земја. Европската унија мора веднаш да престане најбрутално да се меша во внатрешните работи на оваа земја. Ако сакате да бидеме партнери, третирајте не со респект, почнете откажување на нашето име, завршете со почитување на нашите закони. И Жбогар и сите останати. А за нивната способност за проценка, денеска читав дека некоја си Европска комисија или веќе не знам што, кажала дека во Македонија медиумите биле ужасно неслободни. Да ве подсетам, тоа се истите медиуми кои во минатите 75 дена 750.000 лаги кажаа за нас. Не нарекува со секакви зборови, со најпогрдни зборови, тие медиумите кои немале слобода, а се први да клеветат и понатаму да се кријат, викајки дека немаат слобода во Македонија. И за нив некој бирократ од Европа вика дека се неслободни, исто како што за Талат вика дека е легитимен. Толку од кредибилитетот.